Почитувани, срамниот и недостоинствен однос на СДС да се служи со фалсификувани документи за да напаѓа медиуми и агенции и секако за напад врз ВМРО ДПМН е само уште еден дел од мозаикот на скандалот за странското сомнително советување на СДС и на Стево Пендаровски од контроверзниот странски консултант Асаф Исеин. Асаф Исеин е дел од израелска група предводена од Тал Ханан за пласирање на лажни вести, црна кампања и за одлагање на избори или за намалување на излезност преку фалсификување документи и оцрнување на лица и агенции преку медиуми, пишува во извештајот од истрагата на најголемата меѓународна новинарска истражувачка група OCCRP, која што тајно успеала да договори состанок и да ја сними групата што се таа нуди. Британскиот Guardian ги опишува како манипулатори кои што се служат со хакирање, саботирање и дезинформации на социјални медиуми преку посебен систем кој што содржи илјадници лажни профили, мејл адреси, но и сметки за трговија на интернет, сметки со биткоини, сметки за плаќање сместување ширум светот. Во Велика Британија се опишани како тим кој што нуди мешање во избори, работеле во над 30 држави ширум светот, а работат и за корпорации за уништување на конкуренти. Меѓународниот тим новинари во кој што се и медиуми како Le Monde, Der Spiegel и El Pai пишува и за нивно замешателство во изборни оцрнување на политичари во Србија, за одлагање на избори во Чад, уништување на бизнисмен во Монголија, но и дека за Тал Ханан, лидерот на групата на Асаф Исеин, е отворена истрага во Швајцарија заради фалсификувани извештаи за банкарски податоци. Почитувани, токму тоа го посведочи Македонија вчера, лажни, фалсификувани документи со лажни дати, лажни имиња и лажни подписи. Почитувани, СДС повеќе не може да бега од одговори. Особено откако Пендаровски призна дека лицето е ангажирано, а јавноста вчера беше жртва на црна кампања од СДС со злоупотреби на медиуми за пласирање на фалсификувани документи. Од тука, СДС итно мора да одговорат. Прво, кој го плаќа ова лице, Асаф Исеин, дали е ангажиран од Македонија или од надвор? Дали СДС имаат договор, како што налага законот, или дали на Исеин му се плаќа на рака со црни пари вон пријавените со што се крши законот. Второ, од кога е ангажиран Асаф Исеин имајќи ги предвид законските ограничувања? Трето, која е целта на ангажманот на Асаф Исеин во Македонија и дали таа не е спротивна на изборите и на државата? Четврто, дали за работата на Асаф Исеин, член на групата Тал Ханан, е ангажирана најмалку уште една домашна агенција за маркетинг спотови и спроведување на анкети. Одговорот на македонскиот народ на ваквите понижувања, одговорот кон лажните вести, одговорот на манипулациите, криминалот и корупцијата, СДС ке го види вечерва на најголемиот и најмасовен народен собир пред владата во 20 часот. На народот му е доста од мешетари и мешетарања. Затоа вечерва народот тргнува по својот избор, трга во промени во своји раце, Македонија повторно да ја направи горда. Ви благодарам.